може да се родат деца кои што се на некој начин заради воздухот со пореметен развој уште интраутерино, за жал. Или она што го регистрираат се предвремените породувања и раѓање на деца со мала гестацијска тежина. Значи така се нарекува, значи се раѓаат помали. Можам да кажам дека штетниот воздух, овој што е загаден, токсичен, нели? Тој почува да влијае уште кај бебето, уште во матката, кај мајката. Што значи дека во првите 3 месеци од бременоста, конкретно, ако се случи ваква некоја голема хаварија како сега, голема опасност е кај бебињата да настанат разни аномалии. Значи, ние ги нарекуваме дали тоа ДНК мутација, значи на самата ДНК на бебето, кај бебето, или пак да настанат ембриопати, разни оштетувања, значи на органи и ткива, ако е бебето по напредна фаза. Значи. Палењето на овие диви депонии со отпаден материјал на кој што не му го знаеме потеклото, посебно пластиките и оние сите метали, метални содржини што ги има внатре во шутот, како да го наречам, е исклучително опасно, дури според мене по она што се ослободува се, при согорувањето на истите е поопасно и од она во зима што го имаме загадување. Моментот на горење и во ден-два, оние што се првите најкритични, се ослободува голема количина на јаглерод моноксид. Тој има многу голема дифузна способност кај алвеолите, што ги викаме. Значи многу брзо се разменува во однос на кислородот 20 до 30 пати поголема брзина има. Така да многу брзо навлегува во крвта и настанува труење со јаглерод моноксид. Да не е и ништо да нема друго, ќе настане труење со јаглерод моноксид. Па децата се онака дезориентирани, не знаат, не можат да говорат, се губат, не се онесвестуваат и така натаму. Значи, тоа се некои први симптоми на јаглеродот моноксид. Она што понатаму би се видело, би можело да се очекува е децата кои што имаат астма или хронични белодробни заболувања, се настанува агривација, значи настанува фактички влошување на самата астма. Во однос на децата кои што се мали, оние што се првата и втората година од животот, тие имаат недоволно развиен респираторен систем, но недоволно развиен имунолошки систем. Се уште не можат да се одбранат со различни механички способности кои што ги има респираторниот систем да ги отстрани некои од частиците барем, ако не може гасовите кои што ги вдишува. Па можам да кажам дека тогаш тие може да навлезат лесно во белите дробови, ако се помали частичките PM2,5 или ако се некои токсични гасови, ако се токсични материи кои што би содржале во јадрото некои од елементите од овие тешки метали опасни, тогаш ќе навлезат и во ткивата. Децата се прилично игнорантни кон носењето маски. Да, додека се во надвор, значи на
надворешни површини би требало да ја носат маската. Но не било каква маска со овој загадан воздух би требало N95 да носат. А од друга страна N95 го пореметува поготово кај помалите деца, пошто тие вадат, ставаат, па знаете уште поопасно може би прават. Може да заштитат нешто маските, меѓутоа не е тоа. Оно што можеме ние како родители и како педиатри да советуваме е да се обрне внимание на детоксикацијата на организмот, значи или да се заштити детето претходно, да се припреми на исхрана со свежи овошја и зеленчуци.